Почитувани, добар ден. Вие сте со новото издание на Црвена линија. По 7 месеци од одлуката на Уставниот суд, министрите конечно прифатија да расправаат за измена на законот и за намалување на нивните плати. Но конечна одлука ќе се донесе кога ќе се врати премиерот. Што значи имаме прашање до вас, дали сметате дека оваа задоцната одлука е всушност само за доцнета или предизборен маркетинг. Како и да е, можно ли е новиот закон да има и ретроактивно дејство, па функционерите да ни ги вратат земените пари. Како и да е, ќе ве потсетам дека на социјалните медиуми денес, како и секој ден, очекуваме да ви има во голем број, да си продолжите да си коментирате, шернувате и лајкнувате. Тоа можете да го сторите и на профилот на Телма телевизија на Facebook и да не заборавиме секако дека темите ги објавуваме и на Твитер. На Инстаграм, ако не сте не заследиле, направете го тоа веднаш и учествувате во денешната анкета. Имаме прашање на Инстаграм стори. Тоа изгледа вака, значи дали треба функционерите да ги вратат парите што ги добија со покачувањето од 78%. Имате две опции за одговор, едната е да, другата е не. Кликнете на опцијата која што е ваш одговор и секако резултатите стандардно ги соопштувам таму некаде по рекламите. Во ова издание на Црвена линија секако ќе потсетам дека од технички аспект секогаш треба да имате во предвид да внимавате и на времето. 90 секунди се секогаш за едно јавување. Еве, конечно можеме да видиме како изгледа анкетата на Инстаграм стори. Ова само укажува на фактот дека ве очекуваме да не заследите на Инстаграм и да кликнете на вашиот одговор. Дали тоа ќе биде да, не, имате две опции за одговор, а прашањето еве ќе потсетам дали треба функционерите да ги вратат парите што ги добија со покачувањето од 78%. Секако 100% намалете го и тонот на телевизорот кога се вклучувате во Црвена линија, за да зборуваме преку слушалка, за да нема чувство дека некој друг се вклучува во вашата линија. Добро да се слушнеме и секако да имате во предвид дека 90 секунди е време траењето на секое јавување. Па ако имаме веќе гледач на линија или подобро да ја загрееме атмосферата во продолжение со прилогот на Ирена Чачкова, па ќе имате можност еве да погледнете и да се инспирирате и да ни ги дадете одговорите на денешните прашања. Одиме прво со Ирена Чачкова. За колку ќе се намалат функционерските плати кои во април се зголемија за речиси 80%, ќе се знае до крајот на месецов. Вчера на владина седница министрите одлучија без премиерот кој беше на самит во Тирана да не носат одлука како да се скратат овие примања. Денеска пак премиерот Ковачевски рече решение е можно за недела две, без да споменува проценти за колку би било намалувањето. Но зошто досега не се направи тоа, Ковачевски тврди, не сакал да брза со решението за повторно да не падне на Уставен суд. Не дефинираат плата само на 20 министри кои што ќе донесат одлука и потоа ќе отиде решението кое што не е усогласено со никога, ќе влезе во собраниска процедура и дури да се донесе некое решение кое што не е издржано согласно законите, повторно ќе заврши на Уставен суд, како што повторувам, два пати имаше такви решенија. На шефот на дипломатијата Османи му е важно што ќе се случува со неговите примања, затоа што тој живел само од плата. Не мислам дека е за фалење кога политичари велат не ми е важна платата. Бидејќи тоа некако као да кажува јас не живеам само од плата. Јас живеам само од оваа плата. Според информациите во игра се повеќе варијанти, но она што засега се знае дека заштедените пари ќе били искористени за антикризни мерки кои одамна се најавија, но се уште не се знае кога ќе биде донесен овој пакет. Дел од експертите веќе се изјаснија дека владината мерка е популистичка, а парите кои ќе се заштедат од кратењето нема да бидат доволни да се покрие сиромаштијата во земјава. Аналитичарот Бранимир Јовановиќ вчера за Телма рече дека, иако е задоцнета одлуката, добро е што владата се сетила дека треба да ги скрати функционерските примања, но смета дека првично треба да им се извини на граѓаните затоа што со месеци го добиваа покачувањето.
Функционерите досега зедоа 6 полни плати со 78% покачување. Покрај премиерот и министрите, подлабоки паричници добија и председателот на државата и судиите и обвинителите, градоначалниците, директорите на државните и на јавните предпријатија. Потегот ги разгневи сите категории граѓани, особено вработените во јавниот сектор, но и пензионерите, кои добиваа едноцифрени покачувања. Речиси 7 месеци по одлуката на Уставниот суд, министрите конечно прифатија да расправаат за измена и за кратење на нивните примања на само неколку месеци пред парламентарните избори. А сега на потек сте вие. Она што ве прашуваме денес во црвена линија е дали се ова ви се чини како задоцната одлука или предизборен маркетинг и можно ли е со новиот закон да има ретроактивно дејство, па функционерите да ги вратат земените пари. Добар ден за првиот гледач. Добар ден. Добар ден, Тина. Одлично ве слушам. Верувам и вие мене. Живко на телефон. Живко, добар ден. Дали добро се слушаме? Да, добро се слушаме. Епа, штом добро се слушаме, еве, можно ли е со новиот закон да има ретроактивно дејство, па функционерите да ги вратат земените пари? Тина, ми одземаш, многу ми Ке го одземаш. вратиме тајмерот, не знам дали ме слушате. Те ве слушам, одлично ве слушам. Да го вратиме тајмерот на 90 секунди? Да. Врате, добро. Ова е политички маркетинг, предизборен маркетинг. Кој е враќање? И да вратат, значи, на вашето прашање таму то нема шанса да го вратат. Второ, нема ни да го вратат. Зошто? Ами, ако требаше, еве ќе речам, позицијата, власт, ако сака да сакаше, дека си земаше парите. Ути опозицијата не рече, ние не сакаме. Нити ќе го вратат, нити ќе биде вратено, или ќе вратат колку за јавноста 10 на 100, 5 на 100, 8 на 100, кој што зна, и нема од ова ништо да има. Ова е политички маркетинг. Второ, да надодадам, што ќе вратат? Гледате дека јадат за џабе во мезата и за дома си земаат. Значи, невидена срамота е ова. Невидена срамота. Имало, па дај, ние сме сите за во народна куња. Па дај додиме, нека ни продаваат имаш грабче за 20 денари, салата за 50 денари, така, од прилика зборувам. Што, како? И сега вие се дадевате, че врателе. Але ова е политички маркетинг, смислено. И честитам на оваа влада, што може вака да се понаша, осети народо како е. Второ, Еве на анкетното прашање, треба ли да ги вратат парите до денари или не? Треба, па кажав, одговорим, за да не ми одземате време, треба да и вратат и да се вратат на 3 просечни плати работнички, па така да... Така, благодарам многу, Живко, за јавувањето. Продолжете да не следите. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Поздрав до водителката. Голем поздрав секако и до вас. Ај вака, за функционерите, за да ги вратат парите, тоа веќе не знам дали е уопшто за дискусија. Пари не враќаат, на пензионерите им дадат 5,5 и секи си иде така, години за години, 30 години иста приказна. Тоа е од мене, злато моје. А еве, кажете ми дали треба да ги вратат парите што ги Ама нема да ги вратат, бе, злато. А треба ли? Па треба, они не требаше ни да ги земат. Кажете ми дали се ова ви се чини како предизборен маркетинг или некоја задоцнета одлука? Ма каква одлука? Ова ништо нема од тоа. Ова е све, не знам, како што важа 30 години, ова исто така. Ке си помине и приказната завршена. Тешко на народот што живе со 13.000. Тоа злато. Благодарам многу за јавувањето. Поздрав голем. Поздрав голем и до вас. Продолжете да не гледате за да слушнете ви останатите гледачи кои што ќе се вклучат понатаму, што ќе одговорат на нашите прашања. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Дали ќе ги вратат парите? Нема шанса. Сите функционери што беа на власт, сите викат законот е за сите исто. А законот како може да делат едни од други? Ова сите треба да одат во затвор, ова е кривично дело. А па шлак те виден.
За тоа треба да одговарат, а не още да јадат се што сакат. Гледаш у вртевите како се си фарне притискот. А пензионерите ништо, 5%, не ли му е срам. Си играат со народот. Не знаат што да работат од узор. Тоа одлукмштина невидена. А како ви се чини тоа што министрите ве конечно прифатија да расправаат за измена на законот за намалување на нивните плати? На нивните плати? Ќе Да. ни излажат па ќе го крадат. Од една страна ќе вратат, од три ќе земат. Тоа се абстракции невидени. Невидени, ваќе во светот нема. На прво место. Златна медала да му дадете и тач му биде. Ненаситни, ненаситни. Благодарам многу за јавувањето. Ќе ве потсетам да не заследите и на Facebook Црвена линија и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Имаме огромен број на коментари. Ќе почнеме со профилот на Телма телевизија, точно онаму каде што е објавена нашата тема. И можеме да ви покажеме како изгледаме на профилот на Телма телевизија на Facebook. И веќе почнеме со коментарите. Например, Амзија Маловски напишал: кога ќе роди врбата грозие. Ова е одговорот на тоа кога ќе ги вратат парите и дали ќе ги вратат парите. Марица Илиевска има напишано: нема шанси. Тие чекаат да се стават уште во джебот, а не да извадат. Како и да е, дали тоа што министрите конечно прифаќаат да расправаат за измена на законот и за намалување на нивните плати, дали се тоа ви изгледа како задоцната одлука или може би предизборен маркетинг и дали е можно со новиот закон да има ретроактивно дејство, па функционерите и да ги вратат земените пари. Добар ден. Мало, добар ден. Во Црвена линија сте. Се на купче. И предизборен мате, маркетинг и задоцната реакција. Меѓутоа, ние граѓаните, знаете, никогаш не го поставуваме прашањето зошто воопшто бил донесен ваков закон. Па замрзната одредбата да мирува. Значи, зошто воопшто била донесена ваква одредба во законот? Дали некој ги праша, ете да не кажам, мозоците што тогаш биле членови на парламентот, кога го гласале овој закон. Тоа никој не се потруди да ги праша, па и ни вие новинарите не отидовте да ги прашате некои пратеници кои веќе се втор, трет мандат во нивно време кога се гласал овој член, зашто го донеле овој член вака, да објаснат на граѓаните. Знаете, сега вака се добива впечаток дека овие сакале, а некои други ги амнестираме, а сите зимаат. Еве сега колку за волја на вистината. Зошто не го прашавте председателот на Комисијата за финансирање и буџет летоска зашто го одби барањето на левица за носење на закон за намалување на платите на функционерите? Знаете граѓаниве дека имаше иницијатива во собрание од страна на левица дека не помина на Комисијата за финансирање на буџет, господинот Бојан, кој многу знае убаво да продава памет, да го прашате зошто гласа едногласно да се одбие предлогот на левица. После тоа, исто да ги прашате зошто барава од Министерството за финансии да го зголеми буџетот на собранието за да се исплатат зголемените плати. Еве, треба ли да се вратат парите, еве, овие? Па видете се, реално, пазете, реално треба да се вратат дека 10% согласно или 15% согласно инфлација. Така, доволно е што ни дадовте одговор на анкетното прашање. Благодарам и за вклучувањето во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Кира. Голем поздрав до вас. Голем до тебе. Па како ви се чини, ќе ги вратат ли функционерите земените пари? Овие бандите ме, овие гладни вошки, што е без пари во покање. Да народ којка поканти, тие да вратат пари. А тие са којата слушици. Не те функционери. И едните и другите. Зошто злобаро, не се побуди, да не ги зима пари. Ако беше претенција на злобаро, да не ги зима пари. Они си траат, тоа не може. Се дојдете такви. Не знам јас. Тоа си бандити, тока ќе си иде. Тоа е гладна мошки. Не може да се даја. Не знам тира. Тоа е пропаст држава.
Не знам. Това е нещо най-невоспитано така. Па кой го донесе закон? Уставниот суд ќе го цине законот. Ќе го цине, а не претеници на јавата. Тој имаше гласање, а претениците да го донесе Уставниот суд тој закон. Не. Преку Уставниот суд ќе го цине. Како го донесе закон ќе го цине. А еве како ви се чини се ова, дека е задоцнета одлука или можеби предизборен маркетинг? Абе, тоа е причинено. Тоа е не причинено. Sada savrši znає, neka će izgubi. Znає, sada daje, da će i toliko. Od sada treba samo to stane. Buka da se. Drugo ništa nema niko, ne. Toliko, kod sada samo. Дуй. Благодарам за јавувањето. Продолжете да не гледате. Еве уште коментари на... Подсетувам профилот на Телма телевизија на Facebook. Продолжуваме со коментарот на Ванчо Коде, кој што на нашето прашање дали функционерите треба да ги вратат земените пари, има напишано вака: ако едни со други се омаловажуваат пред македонската јавност, ама за парите си се сложни браќа. Јасмин Моралич напишал: никад нема да вратат ако има уште ќе земат. Станка Лозановска напишала: кога водата ќе тече нагоре. Расема Мехмет напишала: да, до денар ако сакаат да бидат малку човечни. А Јонче Манев напишал: а кој ќе ги натера да ги вратат, нашето судство ли? И Бобан Ончевски напишал: можно е кога ќе се влезе во буџетот на нивните баби и дедовци, вујни, вујковци, жени и деца. Како и да продолжуваме со вас. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Здраво, во црвена линија сте. Да, поздрав Тина. Голем поздрав и до вас. Благодарам. Да ти кажам тоа што прочита, ако ќе бидат човечни, нели? Ако беа човечни, тие немаше ни да си ги качат толку посто. Значи, тоа мене не ми е јасно како може се преку ноќ да ги качат, а сега најнаш па ќе чекаме 2 недели, па ќе чекаме да дојде не знам кој, премиерот ли како кажавте, пошто не гледам ја политика, само ве слушам што кажувате у најавата. Така да, зашто да чекаме, нели, преку ноќ ги качивме, преку ноќ треба и да ги намалиме, односно да ги нема тие 78%. Исто така видов во прилогот дека Салман или кој рече: јас живеам само од плата. Епа јас живеам само од пензија. Ама колку е мојата пензија, колку е неговата плата, нека се замислат малку тие таму што седат, не да го кажува, тоа беше неубаво кажано, јас живам само од плата. Па колку луѓе немаат ни плата, ни ништо, колку луѓе имаат со една плата што живеат, 4 члена, 5 имаат 3 деца, немаат леп да јадат, а ќе каже јас живам од плата, мислам крајно безобразно. Сега друго што требаше требаше да ни кажете како ви се чини сега ова, дека една задоцната одлука или можеби предизборен маркетинг? Па, да ти кажам најискрено, ништо од нив не им верувам ништо. Дали е маркетинг, дали е задоцната одлука, дали ова ствари не е ни одлука, ова нешто така кобожемски нешто не подлажува, да ни го свртат вниманието на нешто, да си дискутираме ние, они пак ќе си грабат, ништо, веруваш или не ништо. Благодарам за вашето учество во Црвена линија. Задржате го вашето внимание на ова издание и секако не одговорите кои што следува. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Благодарам. Повелете. За ова, за што си ги покачија платите 78%. Треба ли да ги вратат? Треба да ги вратат. Ова јас, еве ќе ви кажам, живеев во Европа. Такво нешто не сум видел. Ве слушаме, продолжете. Да. Како може толку 78%? Јас живеев во Европа, ние штрајкувавме за 6%, за 3%, за 5%. Да штрајкувавме за 78% да ни покачат плата. Тие ќе мислеа дека ние не сме нормални луѓе. Сигурно ќе не пратеа прво на психијатар. Ве слушаме, не правете паузи да не оди времето. Нека оди времето, нека. Време имам уште 30 години. А како ви се чини сега ова одлука? Како задоцнете или можеби предизборен маркетинг?
Има нешто. Аба не знае ни нашиот господ Жувикат што они прават. А за враќање на парите, волкот кога ќе влезе во стадо, кога ќе земе едно јагне, дали ќе го врати назад пак? Никогаш не го враќа. И тие се исто како волци, ништо друго. Ќе земат и бегат и пак ќе дојдат и ако се вратат пак да земат уште нешто. И ова е срамота што ја покажуваат нивната листа таму, кај што јадат таму. Кој го интересира? Благодарам многу за јавувањето. Продолжете да не следите. Добар ден. Здраво. Здраво. Да ти кажам искрено, овие политичари ама воопшто тангираат. Значи не ставаат у памет, ни у сон, а не па најаве. Ние си лаеме, си джапкаме, си ја бркаат они работата. Ова маркетингов што го кажуваш, веќе одавна е ВМРО спремно за да биде политичка партија која ќе колаборира со УЧК или ДУИ, кој ќе влада... Внимавајте само на изборот на зборови, мамо. Добра, и малку така се, ама тука сум некаде у близина сум Лавец. Значи, ова маркетинг више не важи. Западот што ќе каже, Америка што ќе каже, тој ќе биде победник. Америка веќе одавна ја тропна лубеницата која е зрела за предавство на македонскиот народ. Тоа е ВМРО ДПМН. Значи, овие СДСМ се натерани, бидејќи они не може сами иницијативно не може да владат. Треба да сватиме дека тие сами не може да носат одлуки додека американецот не им каже што да прават. И кажано име ќе правите максимални дрски глупости, што повеќе да ве замрзи народот, како би овие добивале напоени. А треба ли да ги вратат парите, еве, до денари или не? Какви, ништо нема да вратат, верувај ми, ништо нема да вратат. Ајде, поздрав. Поздрав, благодарам за јавувањето во црвена линија, да ги вклучиме малку и твитерџи. Одиме со твитот на Бојан Васил, кој што напишал: Кичевско школо реновирано со јапонска донација, ама 780 милиони денари најдени одма за функционерски плати. Ние веднаш еве да слушнеме дали се ова што се најавува дека министрите конечно прифаќаат да расправаат за измена на законот и за намалување на нивните плати. Дали се ова ви се чини како задоцнета одлука или предизборен маркетинг? Добар ден. Ало. Здраво, во црвена линија сте. Добар ден, дали сум... Да, во црвена линија сте. Пред да ве поздравам, Тина. Голем поздрав и до вас. Ви благодарам, да ви кажам сериозно, ќе ви го кажам ја датумот кога ќе ги вратат овие пари. Прво во мај месец ќе има избори, а на 1 април најверојатно ќе ги вратат. На 1 април. Верувајте да се слушаме. Да, одлично ве слушам. Мислам дека за 1 за април или ќе ги вратат парите со камата. Кај враќаат функционери пари, луѓе? Кои партии ќе ти врати? Ништо. Ова се е маркетинг. Политички, затоа што изборите наскоро за 6 месеци, 5, 7, кога ќе бидат, ќе се и мора да се борат они пак да го лаже народот. Како иначе ќе го лаже народот? Кажи ми како ќе ме излажат мене? Никако. Мене никако, не верувам. Али некого ќе го излажат. Ни пари ќе вратат, ни ништо ќе вратат. Одлуката нивна е на сите тие политички партии да се зголемат платите. Можда, верувајте, 2 месеца пред избори ќе ги вратат, па не ќе каже дека ќе поништиме таа одлука за 78% пред изборите, а после пак ќе ги кренат на 178%. И другата власт која ќе дојде. Ако дојде нова или ова, ако остане. Траче, така да мислам дека ова е убаво сте напишали темата политички маркетинг е ова. Ништо друго. Предизборна кампања мора да го замајува народот. Ви благодарам и ве поздравувам. И аз ве поздравувам и ви благодарам за јавувањето во црвена линија. Одиме со уште еден гледаш. Добар ден. Ало, здраво. Здраво, во црвена линија сте. Што ве поздрав од Куманово. Голем поздрав до вас. Социјалистот, да. Што вака? Дали функционерите треба да ги вратат парите? Јас викам вака, ка парламентарците
функционерите за Македонија ништо не направија, ја упропастија. И затоа сите кои имаат пензија треба да ги се даде пензија минимална загарантирана пензија. Само така можат да ги вратат парите. Иначе ништо друго. А ќе ги вратат ли парите? Како ви се чини? Ќе ги вратат ли Како парите? мислиш? Не. Да ги се даде загарантирана минимална пензија. Кој е? Зашто таква пензија заслужуваат они. Ништо друго. За Македонија ја уништија. Сите од 90-та година што се. Уништија ја Македонија. Македонија ја продадоа. И затоа да зимат само минимална пензија. Ништо повише. Бидете поздравени и пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Јас сум сите функционери да ги вратат парите што ги дадоа незаслужено, поготово овие кои се на власт, кои ништо добро не направија за овој народ. Не само сега во овие 7 години, туку... Ова важи за сите функционери. Сега независно од која партија треба ли да ги вратат парите? Јас дозволим, јарно викаат, не ме одземе секунди. Значи, јас сум реков за сите функционери да вратат тоа што го зеле вишок и незаслужено. А поготово оние кои се на власт сега, кои ништо добро не направиле. Ништо. Онкологија, деца автобус, горад, што направија добро нешто. Груевски беше цар за овие, ангел беше. Ајде сега вака да ми кажете, дали се ова ви се чини како задоцната одлука или предизборен маркетинг? Глумат пред народот, сака да му го перат мозокот. Ги повикувам сите функционери од ВМРО. Малку ги има, нали, пошто СДС се власт и ДУИ се власт, ги повикувам да се добродушни, човеколюбиви и милосрдни и достојни македонци како луѓе за Македонија. Да изјават гласно дека ги враќаат сите вишоци кои ги зеле овие месеци, оти некои ВМРО-вци живееме без плата, па не умревме. Ке се случи ли тоа да се вратат парите? Јас ги повикувам, но сум сигурен дека тие плукачи по ВМРО, што се паче плукачи, викаат исти се. Тој да прави ВМРО пак ќе кажува дека се исти, но не се исти. ВМРО е брани Македонија, правеше фабрики, инвестиции, зголемени пензии, плати, добри дела, болници. Добро, благодарам многу и само едно подсетување ве молам, ако може да се држиме до темата. Темата е секогаш граѓанска и се однесува кон она што ги засега граѓаните. Така да мислам дека добро се разбрав, имаме конкретни прашања до вас и им се обраќаме на практично гледачите треба да им се обратат на сите функционери. Конкретно еве прашуваме дали треба функционерите да ги вратат парите, односно од покачувањето од 78%. Дали тоа треба да се случи до денар или не, да ги задржат за себе и како ви се чини оваа одлука? Дали е задоцнета, може би е предизборен маркетиншки трик? Како да видиме што ќе кажете понатаму? Добар ден. Добар ден. Најубав ден и вам секако. Благодарам. Па така, прво морам да кажам дека е ова задоцната одлука, меѓутоа сепак ќе речам, го поздравувам ова дека треба, некој се освестил, дека треба да ги вратат средствата кои што ги добиле, онолку колку што не заслужиле. Ако сакале они да добијат, значи, покачување, треба да се равнаат со стопанството, за колку проценти е качено личниот доход на стопанството, ако е за 10 и они да добијат 10. Дали им е малце 10% на 2000 евра? А што да каже оној работник со 12.000 добива 10%. Значи се неблагодарни, се премногу сребролюбци и не мислат за својот народ. И за мене ми се чини дека сепак, пошто ќе се одлучиле да донесат закон, со тој закон да се врати нивниот личен доход на ниво кое би било задоволувачко, но никогаш нема да поверувам дека ќе ги вратат земените пари досега. Затоа што волкот тоа што ќе го заколи и ќе го земе, не го дава на другите, сам го јаде. Така и они се што зеле поеле, така да не останало ништо за другите. Ми се чини дека ќе кажам уште еднаш, добро е
али да не бидат оноку лакоми колку што се и треба да го почитуваат граѓани. Благодарам за јавувањето. Еве што напишал на Твитер македонски рис. Разумните луѓе знаат зошто се покачија функционерските плати за 78%. По мене ништо спорно. И еве, притисокот од јавноста го направи своето. Платите ќе се намалуваат. Памтам вака исто кога и другите влади порано имаа слух и си ги намалуваа своите плати. Демократска релаксираност. Па еве, можно ли е новиот закон да има ретроактивно дејство, па функционерите да ги вратат земените плати, односно пари и оние покачувања од 78%. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Повеле. Нека на помош денот. Нека на помош. Контра од сите што се јавија. Јас не сум да ги вратат платите. Ќе ви кажам зашто. Па нели 33 години ние со овие две партии, брајке со брајке се искара, комши со комши се искара, па ги седнаме, функционери се, нека не водат, не во бездна, уште во поголема бездна, нека не водат. Што, јас да не се вратат плати. А овој народ како ќе има телевизиите сите тема за разговори ако ги вратат платите? Така мислат тие најве народи ќе вратат. Па тие ако ги вратат за 2-3 илјадарки само. Тоа е само маркетички трик, имперење мозок што викат на народот. И затоа овој народ уште еден викам. Горе-долу гледачите се едногласни дека нема да ги вратат парите. Дали треба да имаат нови покачувања? Не треба, а ќе има после нова година 3-4 илјадарки како што рекла. Нема де, убаво рече Османи, јас живам вика само од плата. Значи нема да ги вратат, нема шанси. Јас викам, еве, запишете бројува, ќе давам 5 кила крв колку има човечкиот организам. Ако ги вратат, ово озбилно ви го кажам, 64 години ќе рискирам животот да го вратат. Ова е тему го испија мозокот на македонскиот народ. Затоа народот македонски не излегува. Нека се истепаат тие кои да седне во парламентот, кои да функции. Нека не излегува македонски народ. Бидете поздравени, се најдобро. Се најдобро, бидете поздравени и вие. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Се слушаме, да. Еве, досега можевте да слушнете што рекоа гледачите, дури последниот рече дека нема потреба да ги враќаат парите. Ние прашуваме дали да си покачат еве за нови 400 евра. Господјо, тие што намериле ќе направат. А да ги вратат, нема да ги вратат. Само со изјавата денес на Ковачевски, ако може да се искажа, многу делата, судските рочишта можеле додат до 50 години, застарувале. Зошто за извршителите не застаруваат делата? Тоа само сакам тој Ковачевски да кажи. За сиромајо народ не важи ни еден закон, за богатите арамите важи. Ни пари ќе врата, ни ќе видиме пари. А ќе си ги покачат што наумиле, ќе сторат. Толку од мене. Ајде оваа одлука да почнат да расправаат за законот, за измена на законот за намалување на нивните плати. На што, каква одлука ви се чини дека? Фата Моргана. Предизборен маркетиншки може би трик? Тоа е Фата Моргана. Ни ќе вратат, ни ќе видиме пари. Не слушате? Да, имате уште 27 секунди. Да се изјаснат за извршителите, зошто не застаруваат делата. За нивните пари нема да ги видиме назад. Тоа е 1.000%. За народот, сиромаја да носат одлуки, а не за нив. Пријатно. Пријатно. Благодарам многу за вашето учество. А еве, доктор Олја од Клинички, што има напишано? Ако може да покажеме на Твитер, со X, значи нема за пациенти што се однесува на средства, нема средства за пациенти со цистична, ретки болести, диабетес, невролошки, нема пари ни за здравствени работници. Зашто има пари? Се знае ли нешто? Како дали сте оптимисти или песимист во однос на тоа дали функционерите ќе ги вратат земените пари. И оваа одлука, да речеме, да се расправа за измена за законот и за намалување на нивните плати, како за доцнета одлука ви изгледа или може би предизборен маркетиншки трик? Добар ден.
Ало, добар ден. Секој добро во црвена Се линија. слушаме? Да, повелете. Видете, како да ги вратат, тие не ги зема насила, излезе еден од излог, тој беше некој адвокат, со судот се договорил дека имал некој законче таму, дај да им покачиме, и судире го прашале адвокатот, и зашто така мислиш? Па, затоа што вакви стручњаци нема да земинава топка, способни, интелигентни, со факултети, шверц дипломи, како се вика оние, позајмени дипломи, без валидност, ме разбираш. Такви стручњаци на земинава топка немат. Сакат државата да ја рушат, сакат имиња да сменат, сака јазици да вметнат. Тие се експерти за се. И се сакат ли да ги вратат еве парите од покачувањето? Нема да ги вратат. Тие ако ги враќат, ќе ги вратат во првиот ден кој им пушти ја платите. Тогаш ако имаше некој интелигентен во мозокот, имаше права размисла, ќе речеше се извинувам, ама има луѓе со 5000 денари, со 100 евра. Ја париве ги неќам, ќе ги вратам. Нема такви. Тие државава е ништот, париве ќе ги врателе. Тие крадат со милиони евра тендери прават, ќе ги врателе овие што му дошле дома. Боже сачувај. Овие на полиграф треба да се седнат сите и да се ивчистат до крај. Сега ќе, значи, говор на омраза и насилство, лудирање, знаете дека ќе бидете веднаш исклучени, бидејќи еве и досега убаво се искажавте и немаше потреба од употреба на такви зборови. Како и да еве подсетување, колку и да сме гневни и изиритирани можеби од темата за која што говориме, јас ве молам да се држите до етиката на тоа да се зборува, се разбира без употреба на навредливи зборови, секако зборови кои што лудираат на насилство, говор на омраза. Сепак сме емисија намената за целата публика. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро во црвена линија сте. Добар ден, драга водителке. Поздрав до вас и до сите вработени на телевизија Алфа. Телма мислите? Дали знаете која телевизија гледате? Алфа? О, пардон, се извинувам, Телма. За прв пат ве добивам и среќен сум да ве добив. И ќе се представам, јас сум од диаспора, од печалбарите. Од каде ни се вувате? А сега сум тука во родната грудка Македонија. Парите нема да ги вратат. Ово е трик само ради гласањето. Вака ќе кажам, ние печалбарите, јас сум стар човек, 75 години. Печалбар 54 години. И пратам упорно политика. Македонија е распаѓат, парите нема да ги вратат. Ова е трик да останат пак на власт. Не, се прашувам сега што ќе тражи Орзула фон дер Лајн тука, што тражи германскиот мој премиер од Германија. Што барат? Еве кажете ми дали во Германија сте живееле 50 години? Да, 54. Дали се случило функционери во Германија да ги покачат платите за 70? Никогаш тоа не се е случило. Председателот што беше едно време на власт го најдоа у кафетерија со школски другар пие кафе. Самиот си даде оставка, затоа што не смее со приватни луѓе да контактира. Ова што се работи во Македонија, драга водителке, никаде у свет го нема. Тука треба силен човек да постави закон. Ние немаме закон у Македонија. Верувајте ме, толку ми е жал. И се гледам, тука сум сега на спровод. Кога ќе погледам се што се прави, тука нема закон. Благодарам многу за јавувањето, особено ни е драго еве сите вие кои што живеете надвор од Македонија, сте заинтригирани и секако ги следите случувањата и активно земате учество на црвена линија, која што оди на Телма телевизија. Ајде да продолжиме малку и со твитот на Маунт Мацедон, кој што напишал: буџетот дозволува само едно, и тоа мало покачување на функционерските плати. Па еве, можно ли е новиот закон да има ретроактивно дејство, па функционерите да ги вратат земените пари? Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро во црвена линија сте? Па можам слободно да кажам дека сите овие предходни гледачи што ги слушав, се сложувам со нивните мислења.
парите нема да се вратат, може би се во некои банки или потрошени. Мислам дека ова маркетинг пред се, замајување на народот и нема да има вакво ретроактивно дејство. Тоа е се или имате уште нешто да додадете со оглед на тоа што имате време? Не сме задоволни секако, 78% и тоа е секако превише. Дека Бујар Османи живеел со една плата, мојот татко цел живот со една плата, нас четворица, мајка и деца, не издржал па никому ништо. Не е само тој што живее, тоа требало да му биде голема платата, голема работа. А пензионерите можат да преживеат. Тоа се што е кажано во емисиите и вашите што ги водите информативни се, задоволството на народот се гледа колкаво е и незадоволството колкаво е, така да мислам дека нема што ни да очекуваме. Мислам дека е политички маркетинг, да не залажат само колку толку, као да ќе се превртиме, ние не сме малоумни или било како да се наречеме. Ајде, доколку ги вратат парите, ќе бидете ли изненадени? Па секако ќе се изненадиме, ама не верувам дека ќе ги вратат. Тоа е тоа. Така, благодарам многу за јавувањето. Драго ни е што ви има во голем број. Продолжете и да не следите, па еве да видите можеби некои од останатите кои што ќе се вклучат ќе имаат можеби и слични, идентични ставови како вас. Или можеби нешто сосема ново и спротивно. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Дали ќе ги вратат парите? Нема шанса. Они ако мислеле да ги вратат, не мислеле толку да взимат. Така да, у нашата држава гледам дека ништо не функционира и ја не знам на нашиот премиер што излева, што дава тамо некој вакво пред на телевизиите изјави, како не му е срам што излева пред народот, ја не знам. Пред народот како не иде. Тоа е значи жива срамота. Дај си покачеме 78% платите, сега ќе ги вратиме. Ти миже Асан, ја ќе ти баам. У нашата држава срце ништо не функционира. Ништо, ни здравство, ни образование, ништо не функционира. Ништо не функционира. И така да нека дојдат некој од некоја друга држава да ќе не управат, инаку со вие нашите извини, вака што ќе речам, коштаплери и арамии, и од ВМРО, и од СДС, ништо не бива со ни. Ајде, дали се ова ви се чини како маркетиншки трик или едноставно само за доцната одлука, да се расправа? Не, во е маркетинг. Едноставно го прават народот, дали вака ќе се свесте што они прават и на кој степен не донесија. Друго ништо не. Тоа се лаги врз лаги. Само од друга држава не. Благодарам многу за јавувањето. Сега дојде времето за реклами. И по рекламите и со оглед на тоа што е огромен интересот за оваа тема за која што зборувавме денес, огромен број на коментари на нашата Facebook страна Црвена линија, сега кој на профилот на Телма телевизија на Facebook. Продолжете да дискутирате, да коментирате и ќе издвоиме уште еден коментар. Напишан е од Туркан Шум кој што напишал: овие функционери не треба ни плата да им се дава, а камоли покачувања. Вари еден казан со 2-3 зрна граф, постави им го пред влада, нека чекаат редици за да се насркаат од варен, недоварен граф. Како и да е, оние кои што не следат на Инстаграм, активно учествуваа во нашата анкета денес, за следете не, за веќе утре да бидете активни како нив во новата анкета. Па еве на прашањето дали треба функционерите да ги вратат парите што ги добија со покачувањето од 78%, со да одговорија 93%, додека со не одговорија само 7%. А кога станува збор за покачување на еден пријатен адреналин, огромно задоволство, па врескање од радост за тоа што се освоило нешто, тогаш бидете сигурни дека покачувањето што следи се однесува на квизот Заврти на Телма, кој што за многу брзо време ќе ви се случи на сите вас. Големо благодарам за учеството на
Сите гледачи во Црвена линија топло препорачувам да останете со фреквенцијата на Телма телевизија и со мене и секако да релаксирано, опуштено зборување за поинакви покачувања. А тоа е покачување на бројот на награди во рамки на заврти на Телма и секако кај нас наградите што ќе ги освоите не треба да ги враќате, туку треба да се уживате во нив. Ајде да олесниме процедурата за освојување награди. Забележете ги овие прашања ќе ги има во заврти на Телма. Кој е ѓаволот во филмот Адвокат на ѓаволот? Потоа ќе имаме прашање кој е одговорот на прашањето од свингата. Наутро оди на 4, напладне на 2, а навечер на 3 нозе. Потоа имаме и прашање кој град е поблиску до Ајфеловата кула. Дали е тоа Фиренца, Прилеп или Атина? Кој е средното име на Диего Марадона? И еве ви уште едно прашање, која држава се наоѓа помеѓу Панама и Никарагва. И јас ќе се најдам точно пред тркалото и ве чекам да го завртиме и денес да се освои фрижидер.